Околу 243.000 невработени и лица со ниски примања од денеска имаат обврска да се пререгистрираат за да можат да ги користат здравствените услуги. Крајниот рок за пререгистрација истекува на 31 март. Истата се врши во подрачните единици на Фондот за здравство. Станува збор за лицата кои минатата година добиле здравствено осигурување на товар на буџетот на Република Македонија за себе и своето семејство врз основа на своите пониски примања и за лицата кои првпат здравствено ќе се осигуруваат по овој основ. Апелирам и на сите оние осигуреници кои што имаат основно осигурување како невработени лица, значи во периодот од 1 февруари до 31 март, рамномерно да го искористат периодот и да се јават во Фондот за здравствено осигурување за да си остварат право на осигурување со поднесување на изјава за остварени приходи во претходната година, односно за 2013 година. Ние ќе се потрудиме, значи да го следиме притисокот на осигурениците, понекогаш ако има зголемен притисок, се организираме со работа во 2 смени, со ангажирање на дополнителна сила од волонтери, така да мислам дека ќе одговориме на нивните потреби за да бидат задоволни и да се избегнат непотребните гужви. Лицата кои ќе се пререгистрираат имаат обврска да достават барање и изјава за остварени примања во текот на 2013-та. Надлежните апелираат да не се чека крајниот рок со цел барањата навремено да се реализираат и да нема застој во здравственото осигурување. Оние осигуреници кои потребната документација ќе ја достават после 31 март, ќе имаат прекин во здравственото осигурување од 1 април до денот на нивната пререгистрација. Со децата околу светот е името на овогодинешниот проект во кој се вклучени децата од големата група на детската градинка Димче Мирчев. Секоја 10 големи групи на дечиња во градинката се запознава со различна земја од светот. Па така, групата на дечиња која посетивме истражуваше за Италија, преку храната, музиката, историјата, спортот и слично, децата откриваа нови работи за оваа европска земја. Италија се наоѓа во континентот Европа. Италија личи како стикла, како чизма со стикла. Знамето има 3 бои. Еве ги. Зелена, бела и црвена. Венеција е познат град по целиот свет. И Венеција е позната по што нема улици, туку има канали полни со вода. И луѓето не возат со коли, туку возат со чамци, но тие не се викаат чамци, се викаат гондоли. И чичковците што ги возат гондолите се викаат гондолиери. И чичковците што ги возат се буткаат со еден голем стап, водата ја буткаат и пеат песни. Главен град на Италија е Рим. Познат е по площадите и по што се наоѓаат пред црквите. Преку овој проект, децата најпрво се запознаваа со сопствениот град и земја. Потоа, преку сознавање на 5 континенти, секоја група на деца доби како тема по една светска земја, за која секојдневно се учат нови интересни работи за деца од оваа возраст. Целта е децата да ги почитуваат различностите кај луѓето и да научат дека заедничкото живење е најубавото нешто во животот. Преку низа на активности, воспитниот и кружувачкиот персонал имаа за задача да им ги доближат активностите. Самите активности беа многу внимателно одбрани да соодветствуваат на возраста, како и материјалите и средствата со кои што ќе се реализира самиот проект. Во продолжение на проектот ќе следат голем број на креативни работилници, музички работилници со кои што децата ќе можат уште на покреативен начин да ги изразат своите знаења околу земјите. Овој проект ќе се спроведува до месец јуни, кога се очекува децата од големите групи да ја напуштат градинката и од есен да тргнат на училиште. Целата активност, поврзана со децата околу светот, ќе заврши со завршената приредба, кога секоја од групите ќе представува државата за која што ќе работи во текот на годината. И во рамките на овој проект имаме голем број на работилници кои што се имплементираат заедно со воспитниот и згрижувачкиот кадар и во сработка со родителите. Исто така е планирано да се направи изложба на која што благовремено ќе ве известиме и ќе бидете поканети. Околу 300 деца од 10 големи групи во детската градинка се вклучени во овој проект. Во активностите од проектот од градинката велат дека голема вклученост има и од родителите на децата.
Продолжи живот, дарове крв е мотото на втората поред крводарителска акција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН по повод денот на раѓањето на македонскиот револуционер, великан и идеолог на ВМРО Гоце Делчев. На ден 4.2.2014 година од 10 часот до 16 часот во ликовниот салон УМС ОК Велес втора година поред организира крводарителска акција насловена како Продолжи живот, дарове крв. Со гордост можеме да кажеме дека по втор пат организираме на овој ден крводарителска акција. Минатата година на истиот овој ден, на денот на раѓањето на еден од најголемите македонски револуционери, Гоце Делчев, се собраа 169 крвни единици, што ја прави оваа акција како една од најуспешно спроведените акции во градот. УМС на ВМРО ДПМН ги повикува сите граѓани на Велес да бидат дел од оваа крводарителска акција и да дадат свој скромен принос во поттикнувањето на хуманоста и солидарноста кај граѓаните, а со тоа да станат подобри и похумани личности. Инаку во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН во моментот се приклучиле околу 50 на нови членови и сега Унијата брои околу 2000 млади активисти, членови на политичката партија ВМРО ДПМН. Председателот на Македонското собрание викендов ги закажа председателските избори за 13 април. Денеска Државната изборна комисија ќе одржи седница на која треба да го утврди прецизниот календар за изборните активности за кои роковите веќе почнуваат да течат. Првата поголема активност ќе биде собирањето на подписи од страна на кандидатите кои немаат поддршка од најмалку 30 пратеници во собранието. По седницата на ДИК ќе бидат познати роковите и од кога кандидатите кои ќе поднесат независни кандидатури ќе можат да почнат со собирање на подписи, а ќе бидат утврдени и правилата на однесување на медиумите. Усвоениот роковник ќе ги донесе и датумите до кога партиите треба да ги достават имињата на своите кандидати. По распишувањето на изборите во саботата, ниту една од најголемите партии во власт и опозицијата нема конкретно име со кое ќе влезе во председателската трка. Досега тројца најавија дека со сигурно би сакале на 13 април да се најдат на гласачкото ливче за избор на председател. Стојанче Ангелов од Достоинство, Јовике Кеновски, а во трка за подписи како независен кандидат најави дека ќе се бори и професорката Билјана Ванковска. Свој кандидат најавија и од новоформираната партија Гром. Се уште не е познато дали во битка за втор мандат ќе влезе актуелниот председател Ѓорги Иванов. Се погласни, но се уште неофицијални се и шпекулациите дека пролетва граѓаните покрај гласот за председател ќе одлучуваат и за предвремените парламентарни избори. Согласно законот за тутун и тутунски производи, тутунот ќе се откупува и во викендите. Ова е нова мерка која се воведува по барање на тутунопроизводителите, која ја воведе Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од тутунскиот комбинат Прилеп информираа дека ќе ја почитуваат препораката на Министерството и викендов на сите откупни пунктови се реализираше откуп на тутун, а тоа темпо ќе продолжи во наредните денови. Покрај тутунскиот комбинат Прилеп и останатите комбинати прифатија да вршат откуп за време на викендите, инаку досега се откупени околу 18 милиони килограми тутун. Тутунопроизводителите пак со воведувањето на оваа нова мерка од Министерството за земјоделие очекуваат интензивирање и порано завршување на откупот на тутун. Низа новини предвидува законот за заштита на почвите. Казни за сите што неконтролирано ја ѓубрат почвата со вештачки ѓубрива, забрана за палење стрништа по жетва, глоба за наводнување со загадени и фекални води. Ова се само дел од предвидените измени. Целта според надлежните е да се заштити почвата како ограничен, незаменлив, уништлив и тешко обновлив природен ресурс. Сојузот на земјоделци смета дека за да се спроведе законот мора да се допрецизираат одредени членови од типот што се вештачки ѓубрива или кои води се загадени. Новините на законот најстрого забрануваат употреба на ѓубрива, компост и други подобрувачи на биолошки активни материи и хранливи супстрати во почвата, кои не ги исполнуваат условите утврдени во прописите за заштита на растенијата и безбедност на храната. Собственикот или корисникот на земјиштето е должен да води грижа за почвата и да не ја оштетува. Законските измени предвидуваат и строги казни. Така, правното лице кое врши дејност или активности што предизвикуваат деградација на почвата, ќе заработи казна од 3000 евра. Исто толкова казна се предвидува и за собствениците и корисниците на подземни и надземни мрежи, ако не ги одржуваат во техничка исправност и ја загадат почвата.
Казни до 150 евра пак се предвидени за физичките лица кои го прекршуваат законот.